Добар ден, ученици! Во училница. По предметот математика, во 5 поделение на денешниот час ќе се запознаеме со содржината собирање и одземање на цели и децимални броеви. Но во час вие треба да научите, учениците, да ја знаете месната вредност на целите броеви и децималните броеви, да знаете да собирате и одземате цели броеви и цели броеви со децимални броеви. Да се подсетиме на цели броеви. Што беа цели броеви? Овде имаме едно маче, целите броеви ни покажуваат цел број. Едно маче, бројот 1, или можеме поинаку да кажеме една единица. Потоа имаме една коцка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 коцки, 10 единици или една десетка. Овде имаме слика на која се прикажани 10 десетки и ние веќе знаеме дека тоа се 100 коцки, односно 100 единици или 10 десетки. Ова е едно подсетување. И овој пример ни покажува дека тука имаме 1, 2, 3, 4, 5 десетки или 50 коцки, односно 50 единици, 5 десетки. Да се подсетиме на местната вредност. Овде имаме пример на број 4356. Овој број е разложен. Цифрата 4 стои на место на илјадарки. Имаме 4000 единици, плюс 3 е цифра на место на стотки, 300 единици, 5 е цифра на место на десетки, 50, односно 50 единици, плюс 6 цифра на место на единици, 6 единици, сето тоа заедно го дава бројот 4356. Или позициона вредност 4000 плюс 300 плюс 50 плюс 6 единици. Собирање цели броеви, да се подсетиме, уште од најмала возраст од прво деление со помош на бројна оска и табела стопка вие го учите собирањето. Сега сте веќе пето деление, сигурно сум дека на памет, нисложно, знаете да собирате и одземете поголеми броеви до 100, а истите и ви помагаат во собирање на 4, па дури 5 и 6 цифрени броеви. Да ги собереме овие два цели броја. 5263 плюс 3278. 3 плюс 8 11, 1 запишуваме, 1 памтиме, 6 плюс 7 13 и 1 со памтиме 14, 4 а 1 памтиме, 2 плюс 2 4 и 1 5, 5 плюс 3 8. Го добивме бројот 8541. Тоа е цел број, но ние целиот број можеме да го запишеме и како децимален запис, односно за секој цел број ставаме запирка, ставаме нули. Но само нули, без ниту една друга цифра, можеме во бесконечно да ги редиме нулите и нема да имаат никакво значење. Ќе биде само целиот број. И на овој начин може да се изведе собирањето со помош на разложување 5000 плюс 3000, 200 плюс 200, 60 плюс 70, 3 плюс 8. Сето тоа собрано ни го дава бројот 8541. И запишано на овој начин со позициона вредност 5263 единици плюс 3278 единици еднакво на 8541 единица. Да се подсетиме и на одземањето на целите броеви, и тоа веќе го знаете, но едно мало подсетување. Овде имаме број, да видиме како е дојдено до резултатот, односно како е добиена оваа разлика. 5894 минус 2569. 14, ова мора да стане 414, минус 9 е 5, оваа деветка станува 8, минус 6 2, видите позајмила една десетка, 8 минус 5 3, 5 минус 2 3, 3325. Запишување на целите броеви како децимални броеви. Да ги запишеме. 5 е цел број, но тој секако може да биде запишан и како децимален запис, односно 5,00 зад целиот број запирка со нули.
50 може да биде запишен како 50,00, значи овие се еднакви, или запишан како цел број или како децимален запис. 57 или 57,00, 562 или 562,00, едно исто. Запомни, целиот број е прв и се запишува на левата страна од запирката. Целиот број може да се запише сам, без запирка, како 5, 50, 57 и така натаму, и означува точно количество на цели делови. Ако се запише како децимален запис, тогаш за запирката запишуваат нули кои немаат вредност. Да се подсетиме на децималните броеви. Цел број 5, запирка, задолжителната запирка, десетинка, стотинка и единка. Во овој случај го имаме бројот 5,678. На место на цел број 5, на место на десетинки 6, 700 и 8 единки. Да се обидеме да собереме децимални броеви. 0,56 плюс 0,35. Можеме да ги запишеме како дробки. 56 стотинки плюс 35 стотинки еднакво на 91 стотинка. Броителите ги собираме, именителот го припишуваме, бидејќи во овој случај е ист. И на овој начин можеме да го изведеме собирањето на децималните броеви. 0,5, петката е цифра на место на десетинка, 0,5 плюс 6-ката е цифра на место на стотинка и добиваме 0,06 плюс 0,3 плюс 0,05. Да ги собереме овде 0,5 плюс 0,3, 0,8 плюс 0,06 плюс 0,05, 0,11, сето тоа 0,91. Но најточен и најсигурен начин на собирање и одземање на децимални броеви е ако тоа го правиме во колона. 0,56 го запишуваме, под него следниот број 0,35 и собираме 6 плюс 5, 11, 1 памтиме, 5 плюс 3, 8, 1, 9, нулите си 0 плюс 0, 0 и ова запирка, која што мора да постои во испред, во исправец, во иста линија, ја продолжуваме во резултатот и на истото место ја спуштаме, односно ја запишуваме. Да се обидеме со задачи, сега имаме собирање децимални броеви. 896 плюс 34,25. 896 е цел број. 34,25 е децимален број. Како ќе го запишеме? Секако цел под цел број. 34, еве гледаме дека е цел број под 896. Но вака може да се збунуе, а научивме од претходниот слайд дека секој цел број може да биде запишан како децимален. Затоа ние ќе си помогнеме, ќе ставиме запирката и ќе ги ставиме помошните нули. Сега веќе можеме да започнеме со собирањето. 0 плюс 5, 5, 0 плюс 2, 2, 6 плюс 4, 10, 0, 1 памтиме, 9 плюс 3, 12, 1, 13, 1 памтиме, 8 и 1, 9. Го добивме резултатот, односно собирокот. Уште еден број, уште еден броен израз, кој што представува собирање на децимални броеви, 450 плюс 0,3 плюс 0,506. И овде имаме едно празно место, секако ќе го пополниме со 0. Го изведуваме на исти начин собирањето и секако внимаваме да ја спустиме запирката на исто место. Она што најмногу ни помага е оваа стрелка ни покажува како на правилно место сме ги запишале броевите, сме ги собрале и на резултатот на правилно место сме ја спустиле запирката. Уште еден броен израз и овде на местото каде што ни е празно ставаме 0, го изведуваме собирањето, внимаваме на спуштањето на запирката. Сега да си помогнеме со одземање. Децимални броеви. 891,25 минус 94,09.
еден по друг, ги ставаме во колона, внимаваме целиот по цел број, запирката зад запирките, значи десетинките, стотинките на исто место. И ова е одземен број, 15 минус 9, 6, ова 2 станува 1 минус 0, 1, потоа 11 минус 4, 7, ова станува 8, 18 минус 9, 9 и од низата станува 7, ја спуштаме 7. Го добивме бројот, односно разликата 797,16. Уште еден пример, го запишуваме повторно во колона, заради внимавање на запирката. Одимаме цели 230, а кај овој број 19 цели, но внимаваме запирката ни помака. На исто место, одимаме празно место, што да правиме? Секако ќе ставиме нулата, но во овој случај многу е важно дека нулата добива огромно значење. Не можеме ништо минус 8 да одземаме, затоа нулата овде во овој случај ќе ни стане 10, минус 8, 2, потоа 5 бидејќи позајмила, ќе стане 4, 14 минус 5, 9, па ова 0 ќе стане 9, нема да биде 10, 9 минус 2, 7, 9 минус 9, 0, оваа тројка станува 2, минус 1, 1, 2 и го добивме бројот 210,792. Оваа стрелка повторно ни помага да се потсетиме, да не забораваме да ја спуштиме запирката во резултатот. Задачи. Во саботата во Несејнина добиле браќа близнаци Јаков и Михаил. Јаков тежел 2,359 кг, а бил висок 52,05 см. Михаил тежел 3,54 кг, а бил висок 54,20 см. Колку тежеле заедно близнаците? Решение: еве тежината на Јаков плюс тежината на Михаил. Ги ставивме цели по цели, зад запирката внимававме, празното место го пополнуваме со 0, изведуваме собирање, внимаваме на спуштање на запирката и го добивме одговорот. Близнаците заедно тежеле 5,899 кг. Уште една задача, која што веќе е поставена и решена, но да ја објасниме. Лео има 5462,50 денари на неговата сметка во банка. Уплатил уште 9875,654 денари, а потоа подигнал 2500 денари. Колку пари има сега Лео на неговата сметка? Решение: во заграда се ставени двете суми, кои што едната што ја имал, потоа таа што ја уплатил, па минус што подигнал, односно земал од својата сметка, цел број, тоа се 2500 денари. Овие две суми, да ги собереме, настрана во колонот, за да се внимаваме на запирката. На местото каде што не недостасува, ставаме 0. Од собирањето добивме број 15.348,154, минус сумата што ја подигнал, 2500, и резултатот 12.848,154 денари му останале на сметката на Лео. Домашна задача: можете да го сопрете видеото, да ги прочитате задачите, да ги препишете, да се обидете да ги решите, бидејќи ова е од огромна и голема помош за вежбање. На тој начин ќе научите и ќе си го утврдите вашето знаење, што сега го стекнавте, поврзано со собирање и одземање на децимални броеви и цели броеви. Ви благодарам на вниманието, се гледаме на некој следен час.